Задоволство ми е да ве поздравам и оваа сабота на стартот на уште едно ново издание на Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија. Емисија во која секоја сабота на фреквенцијата на телевизија Алфа се дружиме со познатите и дознаваме што за нив значи среќата, како ја дефинираат и како ја интерпретираат. А денеска ќе имаме чест и задоволство да уживаме во разговорот со една од дамите која го има најавтентичниот, најмокниот и најсензуалниот глас на нашата поп-музичка сцена. Жена која уште во 70-тите остаи траен белег на домашната, но и на југословенската музичка сцена со своите впечатливи интерпретации и настапи на фестивалите, и тоа во времето на златните години на музичките фестивали. Паралелно со својата самостојна кариера, ја видовме како блеска, како член во повеќе музички групи, од кои што сигурно најпопуларна е групата Македонија, која патем вие повозрасните сигурно добре ја паметите, исто како и многобројните хитови што ги испеа прекрасните музичари што беа дел од неа и што беа соработници и пријатели на нашата денешна гостинка Зорица Попанкова, денес во Фактор среќа. Добре ни дојдовте и многу се радувам што имаме можност да ве видиме тука во нашето студио во емисијата. Благодарам, ми представува особена чест и задоволство да ви бидам гостинка. Вие сте една дама која позади себе има еден огромен споменар од случувања животни, професионални, едно музичко богатство за кое што сведочеа многу генерации. Почнувајќи од времето на 70-тите, кои што ги спомнавме и за кои што ќе проговориме, па низ сите години, и она што особено восхитува и радува, што дури и ден денес сте активна на музичката сцена и честопати знаете да ни изненадите и да не почестите со ваши интерпретации на одредени настани музички манифестации. Па тоа е еден голем период од мојот живот кој што го посветив на музиката. Навистина почнав 70-тите, иако мојот прв настап беше како член на хорот Развигоче по диригентската палка на Драган Шуплевски 1966 година на Денот на солидарноста и мојот прв, така да кажам, настап во Универзалната сала. Заедно бевме со хорот на Југословенската народна армија од Белград. Тоа беше еден ораториум посветен на градот. И така јас малечка, 10 години, кога застанав на таа сцена, само си посакав еден ден јас сама да настапам на таа сцена. Да почнам да пеам онака како солист. Години подоцна, значи сум причекала некаде до 77-та година, кога јас навистина застанав на таа сцена во Универзалната сала и како солист, и како член на групата Македонија. Но пред тоа се случуваат многу работи во врска со музиката. Јас почнувам да пеам со многу групи низ Македонија, поточно во Скопје, почнувајќи како рок пеач, затоа што рок музиката беше дел од моите разбирања за музиката во тоа време. Првата група во која што настапив беше и бев вокален солист беше групата Исток, во која што членува Љубомир Грбевски Чери, познат наш новинар, Данаил Дарковски, Драган Теланчевски, кој што зачал на 28 години не напушти, Златко Јаксановски. Така што бевме, репродуциравме. Иако Дарко и Чери веќе почна да пишуваат и своја музика, која што подоцна Јашо, сега дури ке го спомнам, кој што исто беше вокален солист во групата, почна да ги работи, да ги снима тие песни, кои што денеска се навистина Evergreen, да кажеме, Сликарот и многу други се дел од тоа творештво кое што почнувало во 70-тите години. Се редеа многу групи, после тоа групата Мост, во која што
беше и Мики Јовановски Џафер. Со него настапувавме во Неготино 75-та година, 76-та година, 3 месеци бевме во Умаг. Там пеевме, тука беше и Звонимир Игич Нонте и Карабет Тавитијан. Доаѓаше, иако покрај сето тоа тапанер беше Мики Јовановски Џафер, но доаѓаше и Гаро. Во групата Тор, после заминувањето на Аки во Загреб, потоа во спомен за еден миг, во скрб, еден алтернативен состав кој што правеше нешто сосема една убава амбиентална джез музика. Имавме и убави настапи во Домот на младите, тогаш беше 25 мај. Така што сето тоа некако како да се направи некаков рез во 73-та. Значи, јас нормално си одам како рок пејач, си настапувам, се радувам, среќна сум. Додека не се случи тој повик од страна на господинот Ѓоко Георгиев, да јас еден ден отидам во радиотелевизија Скопје, во Нерези. По препорака на една моја пријателка, Деса Арсовска, која што му кажала: Ѓоко, имам едно девојче во улица која што многу убаво пее. Да напоминеме дека во тоа време не можеше секој да биде пејач и не можеше секој да снима за македонската радиотелевизија, односно тогаш радиотелевизија Скопје. Многу тешко можеше да се стаса. Токму така, јас се враќам од училиште и мајка ми кажува: треба да одиш во радиотелевизија Скопје, те бараат. Јас така запрепастена, што е сега работата, кој е тоа што ме бара. Нормално отидов, Ѓоко ме пречекува и ми вели: Зорице, заедно со Димитар Масовски, вели: Зорице, ти ќе одиш на Млади певају пролеќ во Сараево. Јас останувам вака, ама јас немам снимено песни, јас немам со што да одам. Не, ќе ја пееш песната "Ме љубиш или не" од Љупка Димитровска. Јас останувам вака без тек, чеки. Прво вокално, со Љупка Димитровска немам никаква сличност, апсолутно. Но реков: добро, во ред, прифаќам, песната не ја знае. Но ја научив. Со Ѓоко отидовме после тоа кај Драган Мијалковски дома. Драган Мијалковски живееше тогаш во зградата кај Букуреш. Јас воодушевена што го гледам Драган во живо, знам бакуле низ Скопје, офицерски насекаде пее Драган. Веќе некој големо име, популарен. Звезда, леле, кај кодам сега, јас кај Драган Мијалковски дома. Ме слуша Драган Мијалковски и Драган ми вика: ти ќе бидеш голема пејачка. Јас останувам вака, не знам, јас толку знам и умеам. Не, ти ќе бидеш многу голема пејачка. Ја испишувавме песната и одиме во Сараево, април месец, заедно со Јанко Узунов. Јанко Узунов веќе имаше неколку снимки направено, постар од мене 5 години. Одиме со авион до Белград и во Белград стоиме, чекаме, треба нов друг авион за да појдеме за Сараево. Ни кажуваат: во Сараево снег до колена, авионот не може да слета. Леле, што ќе правиме сега? Од пролет одиме во зима, летно, пролетно облечени и јас и Јанко. Леле, Јанко, што ќе правиме? Ќе се смрзнеме. Ништо, ни го дадоа плавиот воз. Плавиот воз. Зошто? Зошто? Да. Зошто? Затоа што во тоа време, од 5 април, се одржуваше светското првенство во пинг-понг. И тука од цел свет беа пристигнати гости, сите тие чекаме на аеродром, влегуваме, стигнуваме во Сараево, на 6 април е настапот наш во Васа Пелагич, тоа е културен дом во Сараево. А тој ден се одбележува ослободувањето на Сараево и го одбележуваат како денот на пролетта, и тука настапуваат само млади неафирмирани пејачи. Стигнуваме во 4 часот некаде на железничка станица, седиме со Јанко, не знаеме кај треба да одиме. Ништо. Тоа е време кога нема телефони, нема сосема друго време. Нема, леле, викам, не дојдија, што ќе правиме сега?
Мене ми студио, Јанко почна да вади палта, да ме облекува, да седиме еден до друг, за да се стоплиме. Поаѓаме, викам, сега ќе одиме до Скандерија. Одиме до Скандерија, велат не се одржува. Тоа е во Васа Пелагич, поред Милјацка. Хајде ќе одиме поред Милјацка, кондурчиња, довде мокри, по снег одиме. Ке помина добро јутро, Васа Пелагич, ево овде. Хајде одиме. Друг ќе сретеме, ево овде, кој е ова, ево овде, сизна одевме. Жива вода стасавме со Јанко, кога не видоа, са бајле 7 саат не фати. Кога не видоа и чај, се гостопримливи. Така што таму ја зема втората награда од публика. И покрај целото тоа патешествие. Патешествие, леле, викам, сега ако ни откаже глас, ако изнастинеме, нема да можеме уста да отвориме. Алма Икмечич настапуваше тогаш, но мене впечаток ми остави една млада исто пејачка мојца, презимето не се сеќавам. Не знам зошто не продолжи понатаму извонредна пејачка. Така што моето огнено крштевање фестивалско беше на Млади певају пролечи 73 година, кога се вративме, господинот Димитар Масевски веле, Зорице, напишав песна за тебе. Велам, леле, како сега јас од еден стил на пеење во друг стил на пеење. Добро, нормално сега како прва снимка јас си наоѓам недостатоци од сето тоа. Песната да се викаше Чиби Диби. Така, но тоа биле луѓе што знаеле многу добра проценка да направат и да го искористат потенцијалот што го виделе. Тие беа и многу воодушевени на првата аудиција кога се појави. Само Масе беше тука, Славе беше, Чешларов, Бранџолица во комисија и само рекоа од Ацо Симоновски пеев мексиканска песна, велат, леле, прозорците ќе ни попукаат ова девојче како пее. Но остане на тоа, додека не се појави Џоко Георгиев. И песната ја пробавме со Масе, ја снимив и реков, толку е од моето снимање за македонската радио, тоест Радио Скопје, си продолжувам јас понатамо и си продолжив со рок групите, кажав 76-та, 75-та, 76-та, па 78-та на Бабин клуб со Пул. 77 година јас пеам во Континентал, заедно со Томе Николовски, саксофон, за жал починат, Божидар Ноев, и тој исто е починат, Бугарински, Мече. Мислам ги знаат и попрекари. И еден ден доаѓаат навечер, јас веќе знаев за група Македонија. 76-та, кога настапија прв на Скопскиот фестивал, гледаме со мајка ми, јас и велам на мајка ми, мамо, мене местото ми е во оваа група. Како желбите полека се остварували, истварувале. Предчувство некое. Мајка ми вика, па добро, Зорице, ти друга музика сакаш, друго пееш. Не, мамо, мене ми е местото во оваа група. Доаѓаат 77 година, јуни месец, во Континентал, цела група Македонија. Со оркестар, пејачи, сите стекнуваат на таа една округла маса при крајот и чекаат да завршам јас со моето пеење и доаѓа и Томче свиреше, вели, ајде сега ќе одиме да те запознам и да поразговарате. Леле, што ќе правам сега? Кај ке одам, јас со кого ќе разговарам, викам, ја тука големи се бре. И Вечи, Даниела, и Сашка, кој поголем пејач, и Панче, и Кирчо, сите буквално. И Чеки ми вика, Зорице, ни требаш. Да, викам, повелете, Сашка не може да дојде, одиме за Целје, на попевке. Сашка не може да дојде, ја чекаше Леа. Тоа во крај на јуни беше, веќе во јули се словенски попевке. Песната вика треба да се сними и на местото на Сашка да дојдеш ти како замена. Кам во ред, благодарам за довербата, ќе дојдам, ќе завршам работата и ќе си одам. Ќе продолжам понатаму со она што веќе го работам. Се завршија попевке, песна за Метка ја
пеевме, се завршија попевке, јас сакам да си одам, Чушларов кажува не. Леле, сега 6 пејачи стануваат. Сашка се врати од породилното во меѓувреме, почна активно, ја подготвувавме веќе есенска роза за Скопскиот фестивал. И Чешларов кажува, не, ти остануваш постојан член на групата. Иако сите велат замена за Сашка Петковска. Не. Јас кога дојдов во групата и Сашка беше член на групата, со тоа што 77-ма, после Скопскиот фестивал, Сашка рече дека сака да гради своја солистичка кариера и дека заминува од групата. Јас останувам од 77 до 84 година член на група Македонија, со која што ги снимив, мислам, целиот репертоар на група Македонија е и со мојот глас. Снимки има само 2-3 кај што е гласот на Сашка, SOS, Ти само збориш и Есенска роза. Сите останати се во тој состав во кој што не знаат, но никогаш не треба да ја заборавиме Сашка како член на група Македонија. Дефинитивно, и таа е едно музичко име кое што со златни букви е запишано во нашата музичка историја, и уште еден прекрасен пример дека имаме извонредни таленти, извонредни многу моќни женски вокали. Да. И вие, и Сашка Петковска, и Даниела Панчетовиќ, и Верица Ристевска, и ред други кои што нели низ годините биле дел од вашите соработки, од вашите настапи. Додека ве слушам, Зорица, добивам впечаток дека сите други околу вас знаеле дека ви предстои голема кариера и дека ќе бидете големо музичко име, освен можеби вие. Вие како да не сте биле до крај свесна за целиот тој потенцијал што го носите и за сите можности што ги имате пред вас. Па не знам, како Веројатно прво... заради младоста и заради... Не знам, позната сум како голем борец. Позната сум, можеби, како другар ми Драган Бакостич, што велеше тврдоглава си Зоро и многу си упорна. Нешто кога ќе зацртам во својот живот, значи јас знам да чекам. Трпелива сум. Да чекам на тоа што ќе го зацртам како цел. И во работата со моите ученици, можеби нема веднаш да можам да го реализирам, но јас во секој случај ќе дојде мигот кога ќе го направам тоа што сакам да го направам. Такво едно изненадување беше 77-ма, сега ќе се наврата малку нанасад, кога маестро Џамбазов ми понуди песна за Скопскиот фестивал, кај што се пеа песни посветени на градот. На мојот град се викаше песната, а со Есенска роза настапив со група Македонија 77-ма и нормално земавме прво место. 78 година се подготвуваме со ДЗМ за Скопскиот фестивал. Гледам, мене нема како солист во ред, мене нема, има други. Наеднаш ете го Чеки, трча и ми вика: Зорице, да одиш право кај Бранџо, во канцеларија те чека. Што е работава? Одма да одиш, има песна за тебе. Каква песна во 5 до 12, недела дена пред Скопскиот фестивал. Одам јас кај мој Бранџо и ми свири песна и вели: ти ќе среќа да певаш ову песма. Како викам, ќе ја пеам? Добро, во ред. Индекси треба да пеат ако истреш, но во меѓувреме заминуваат на турнеја по Русија. И Бранџо и Чешлар проценуваат дека таа песна ќе можам само јас да отпеам и никој друг, познавајќи го вокалот на Даворин. Јас ја слушам песната, велам, одам кај Чеки и му викам: абе Чеки, оваа песна не е за мене. Ова песна мене ми делува како за Нина Спирова, не како за мене. Ајде, ќе ја повеспаш, ќе ја направиш ти како што треба. И навистина сама ја направи интерпретацијата на Ако истраеш, и ден-два пред фестивалот Бранџо не вика дома кај него, таму беше и Фадил Тоскич и други учесници од Скопскиот фестивал, и ме тера да ја пеам Ако истраеш.
Сите остануваат вака. Фадил ми вика, пуцај на интерпретацију. Не знам, викам, јас само се трудам, вика, јао, вакав глас нисам чуо до сада. Викам, благодарам. И навистина се случи тоа што се случи. Јас не очекував никаква награда на Скопскиот фестивал и нормално облечена во гардеробата за цм. Вика, затоа што отпосле ја пеевме и јас се уште во таа и пете го чешла пак трча. Рубако, што сакам сега чешларов. Зорице, оплакаш се. Имаш прва награда од стручно жури ти, Бранчо. Леле, викам, јас викам, зар е возможно сето ова? И навистина таа композиција остави трага и за аранжман топи. Криво ми е што не добив за интерпретација, но од друга страна па стрикна бев што таа награда ја зема Верче. А набргу во тој период учина незините родители. И бев срекна што ја зема Верче таа награда, но Бранчо само рече дека сум отпеала песна и никогаш повеќе не напиша таква песна која што ќе остане за секогаш забележана во аналите на македонската забавна музика. Така, безвременски, безвременски евергрин, ако истреш и како насловот на песната да ја запечати и музичката кариера на Зорица Попанкова, затоа што Зорица успеа да истрае толку многу години. Пред да продолжиме, дозволете ми да ви понудам од грипките на Државна лотарија и малку да ја тестираме среќата, да видиме дали ќе изгребеме некоја парична добивка или може би електричен скутер, затоа што и тоа е во игра. Ајде да видиме. Ирина, не верувам многу во овие игри на среќа, но затоа па обседнате со тоа папас, мојот сопруг, па еве во негово име ќе изгребам една грепка. Ајде да Дури видиме. знае да ми изненади со грепка и му кажам, добро папа, знаеш дека јас верувам во овие приземни нешта, она што е дел. Сите зелени? Да, сите зелени. Да видиме што се крие под другите пулиња. Леле, папас мој би бил среќен сега. Втора стотка, 100 денари. Аха, Зорица, може ли само овие вака урбан пулиња до крај да ги изгребеме, зашто треба да има бројка урбан 1 или 2. Вака? Да. Добро. А тука не можам да видам. Ајде до крај. Тука ова зеленково на крај кај што пишува урбан. Ете така, да се открие бројчето. Тоа е Добро. 1, тука исто. И тоа е 1, така. Ај, ово уште малку поубаво. Добро, и тука имаме урбан. Тоа е урбан 2. Ако имаме 30, тогаш имаме и добивка. Тоа е 10.000 денари. И уште ова не се гледа. И тоа е тука. Не, кај што пишува. Тука да видиме. Урбан 1. Ајде, малку, Зорица, јас тука морам вака да ги... Убаво ова, урбан 2. Не. Не, 2, 1, 1, 2. А јас се израдував, си велам, урбан 1, едно скутерче електрично на една од нашите гостинки. Ништо. Јас пред време се израдував, ама, да, со среќата никогаш не се знае. Така. И за дома, за вашиот папа, еден поздрав од Државна лотарија и тука има комплетче грепки, па нека си гребе тој штом си ја знае работата и штом си пополнува време и со тоа. Добро. Сега ние да се вратиме на нашиот музички разговор, кој што чувствувам дека нема да стигнеме да го сместиме во оваа временска рамка, едноставно зашто се работи за навистина една богата кариера, за многу доживувања, за многу спомени, многу анегдоти, случки разноразни. А некако кажав дека посебно восхитува што и во ова животно доба подеднакво се давате кога ќе застанете на сцени, кога ќе го земете микрофонот во рака. Пред 2 години од прилика имавме можност да ве видиме на јубилејниот концерт на Драган Мијалковски, каде што
публиката беше воодушевена од таа музичка магија што ни ја подаривте на сите, но тука се и 2012-та настапот на Охридфест, каде што ве видовме заедно со Верче и со Даниела, на големо задоволство на публиката, сите три диви од група Македонија. Имавме можност да ги видиме и да ги слушнеме. Тука си оние фестивали во 90-тите на Макфест, кога потврдивте така дека и во ова модерно време вашиот глас и вашата интерпретација се релевантни дури и до ден денес. Има ли разлика во чувството кога денес ке застанете и кога пеете и тоа чувство што сте го имале порано, кога кариерата навистина била активна и Чувството е исто. Чувството е исто. Затоа што музиката, пеењето мое, се дел од моето битие. Значи, тука се моето срце и мојата душа. Значи, ништо не е поразлично. Истото е чувството и многу бев среќна кога настапив на концертот на Драган, на покана на негова покана и Ранко Петровиќ, а уште посрекна бев, значи таму настапив со Кадес и песна која што веќе е доста позната, но најубавото чувство ми беше на 10 декември минатата година, 2025, каде што настапив со сосема нова песна од Митко Чешларов, Поминува се, и не очекува. Во Македонска филхармонија беше тој настап. Така е, трите лица на љубовта. И кога излегов со самото излегување на сцена, не очекував толку френетичен аплауз или ракоплескање, затоа што и додека ја снимав песната, јас реков додека не ја слушнам публиката, не сум направила ништо. Значи, тука беше тоа задоволство потполно, да некој ракоплеска цело време додека ја пеам песната на нова, непозната. Значи, тоа веќе кажува дека таа песна ќе трае. Многу на мое добро задоволство. И многу сум среќна заради Митко Чешларов, кој што навистина носи еден нов бран на оваа наша музичка сцена и со пишувањето на своите текстови и на музиката, и мислам дека многу брзо ќе го пронајде својот пат кон звездите и ќе се запише во антологијата на македонската забавна музика. Многу добро знам за што зборувавте, затоа што имав можност да бидам во публиката и да бидам сведок на тој момент. Сите учесници навистина одлично ги отпеа песните, меѓутоа баш така беше, вие ги собравте аплаузите, го украдовте шоуто, како што се вели тоа модерно, веројатно зашто толку сме навикнале да ги слушаме тие песни што од времето сте ги пееле, а овие песни наликуваа, значи одишуваа токму со таква некоја носталгична нота. Како резултат на енергијата што ја посветувате на песната, на музиката, на сцената, на публиката, низ годините дојдоа и многу значајни награди и пристигнуваат до ден денес. Еве токму неодамна општина Аеродром ве испочитува со едно такво признание и верувам дека сите тие признанија што сте ги добиле се фактор среќа во вашиот живот. Се фактор среќа, но и сите тие признанија се минливи. Минливи и менливи. Она што останува, тоа е љубовта која што ме обкружува, моето семејство, човекот на мојот живот, со кого сум веќе половина век заедно, со кого што заедно ги поминавме сите премрежија низ животот, но истрајавме, затоа што љубовта бара истрајност. Ако не постои таа истрајност, тогаш таа љубов не постои. Љубовта на моите деца, на моите ќерки, на Даниела, на Марина, која што еве гради една убава актерска кариера. Убавината ми е во моите внуци,
мојот внук Марко, иако има само 11 години Тој е ваши... новиот пејач во семејството. Тој е еден талентиран тапанер, ген кој што го наследил од неговиот дедо, од неговиот татко и за ксилофон, значи ударни инструменти, важи за еден од најталентираните, најдобрите. Значи, сето тоа е минорно, но кога ќе ја почувствуваш таа радост од тие твои деца, од таа плодна, таа љубов, која што толку многу трае со сите реков премрежија што сме ги поминале заеднички, таа преградка нивна, кога ќе ме гушнат, кога ќе кажат баба те сакам, тоа е тоа што не минува, се минува во животот, но љубовта од тие што ги сакаш и сакаат е безгранична. Тоа е најголемиот фактор среќа. Тоа е најголемиот фактор среќа. Јас велам, кога ќе погледнам наназад својот живот, ќе си кажам, па и не е толку лошо. Значи, добро е. Јас сум таа што сум. Со сите подеми и падови што сум ги преживеала, но со сета своја несовршеност, обичност, да ги имаш, да го имаш твоето семејство, да ги имаш луѓето што ги сакаш и што те сакаат, кои што ќе дојдат кај тебе и кога си тажен, кога си скршен од болка, ќе те прегрнат и ќе кажат дојдов, тука сум. Тоа не може да ми го даде ниту едно признание, ниту една награда. Тоа се тие мали нешта, а всушност толку големи и значајни за да обстоиме во овој наш живот. Прекрасно кажано, мали ништа, а голема среќа. Вие во еден момент од вашиот живот ја напишавте и ни ја подаривте и книгата Ние, каде што исто стана овековечени дел од тие доживувања и спомени од вашата кариера и каде што се спомнати сите тие соработници и пријатели, музичари со кои што заедно сте твореле и сте настапувале. Целата професионална кариера несебично се дававте и во просветната дејност, на генерации и генерации кои што поминаа низ училишните клупи и сега останува со песна и со големо задоволство да уживате во овие пензионерски денови, но и активно да ги користите за да ве гледаме уште почесто и натака на музичката сцена. Благодарам. Јас мислам дека многу имам дадено, ќе се потрудам доколку околностите и самиот живот ми го дозволат тоа да направам уште нешто, кој испадне како во поминува се да се погоди таа песна, дека е за мене, зашто сакам да им помогнам на некој начин на младите автори кои што почнуваат да ја градат својата кариера и да заблескаат на оваа наша македонска сцена. Може би ми останува желбата да снимам уште некоја нова песна и може би да направам еден концерт, може би, не знам, времето ќе го покаже своето. Тоа би било вистинско уживање, вистинско задоволство за сите нас да ги слушнеме сите тие песни што поминале низ годините и да им се радуваме слушајки во живо интерпретација која секогаш се памети и интерпретација од која се топи срцето. Зорица, големо благодарам за одвоеното време. Ми беше огромна чест и задоволство, иако чувствувам дека останавме куси за многу работи што не стигнавме да ги кажеме, но верувам дека ќе имаме повторно можности вака пред камерите да ги подсетиме и гледачите и љубителите на убавата македонска песна за тие навистина прекрасни моменти кои што се дел од вашето животно патешествие. Благодарам за поканата, ми беше навистина чест и задоволство да бидам во ова студио и со тебе ќе кажам.
Задоволството е бидејќи си пред се прекрасна. мој. Благодарам многу Зорица, а еве верувам дека и вие сега со една носталгија, со едно убаво чувство после сите овие работи што ги спомнавме и што ги слушнавте, ќе можете да уживате во оваа саботна вечер, во остатокот од викендот и не заборавајте да ја слушате убавата македонска забавна песна, да ги поддржувате младите наши изведувачи и автори, но никогаш да не ги забораваме и оние што оставија траен печат на нашата музичка сцена, па и на регионалната, како што тоа маестрално за време на својата кариера го правеше и до ден денес го прави Зорица Попанкова. Имајте убава вечер, се гледаме следната сабота.